Ова земјиште се наоѓа на влезот во Скопје меѓу населбите маđари и автокоманда. Тука некогаш било врвулица од народ, бидејќи на местото се наоѓал автокампот Турист со ресторан и придружни објекти. Но над некогашната зграда со ресторанот на Турист имало и има и неколку приватни куќи. Ние претходно сме живееле кај Беково центар. По земјотресот куќата е разрушена и оваа куќа му беше доделена од Туристички сојуз на Македонија, каде што беше вработен таму мојот дедо Бркиќ Петар. Во 64-та, а 66-та е отплатена во целост, каде што имам и документи, уплатници од тоа време, значи кој ги исплаќал кон Туристички сојуз на Македонија, тогаш на Југославија, нели? И во 66-та година имаме потврда дека во целост е исплатена и е во негова собственост. Лево од некогашниот автокамп има уште двајца жители кои судбината ги натерала да делат по еден кат од иста куќа. Јас сум Живко Гичев, роден во оваа куќа од 1959 година и сме со правни наследници од 1948 година дојдени од Егејска Македонија како политички емигранти. Кога дојдоа нашите предци, нашите дедо, баба, татко и неговите и на Драган татко и дедо, владата на РМ тогаш ги насели во оваа куќа. Во 1993 година јас и таткото на Драган склучивме договор за купо-продажба. Автокампот и ресторанот пропаднале во годините на транзицијата, а куќите, иако откупени, останале да се водат на државно земјиште. По почетокот на процесот на денационализација, се јавуваат наследници на некогашни сопственици на парцелата од околу 8000 квадратни метри на која функционирал Турист. Тогашната комисија што ја вршила денационализацијата замижува пред фактот дека на локацијата има 3 легално изградени приватни куќи и им ја враќа целата парцела на наследниците како да е празна. Тие пак веднаш го продаваат имотот на нов сопственик кој видел интерес да инвестира во градби на ова место. Во 2006 тој го добива земјиштето, но не во владение, бидејќи ни претходните баратели на денационализација го немале во владение земјиштето, бидејќи на самото земјиште, како што гледат и ден денес, постојат куќи. 4 на 4 фамилии кои ден денес живеат овде. Значи, од 2006 до сега, ние имаме преку 100 рочиштави, судски рочишта. Представки, жалби, тужби до сите институции во нашава држава. Спорот со имотот ја нарушил и сегашноста и иднината. Многу тешко, пошто си имаме планови, нели, животов како води, си имаме планови да остваруваме фамилии, семејства, а многу сме спречени заради споровиве што ги имаме. И проблема е. И податоците од катастарот потврдуваат дека куќите се во собственост на нашите соговорници, но и дека земјиштето гласи на последниот купувач Сабедин Салиовски. По првите неколку години судски спорови, газдата на земјиштето се обидел по судски пат да им наметне и кирија на староседелците. Астрономски суми по некои закони што не соодветствуваат со реалноста. Значи, за солидарно јас и Живко, за земјиштето треба да плаќаме 800 евра кирија месечно, уназад години колку што е собственик Сабедин Сали. Го побаравме и собственикот на земјиштето, Сабедин Салиовски. Според него, куќите на локацијата се времени објекти што треба да се отстранат. Вели и дека барал начин спогодбено да се договори со жителите, но дека не успел. Сепак, тој одби да зборува пред нашата камера. Поради неможноста да се најде заеднички јазик, соседите барале помош од државата преку државното правообранителство. По серија преписки, молби, барања, адвокатот на државата го препознава проблемот и започнува управен спор за актот што го предизвикал проблемот и за двете страни. Денационализацијата, при која не било земено предвид дека на вратениот имот има и приватни куќи. Зашто во ваков случај, законот предвидува дека денационализацијата завршува со надомест за претходните собственици, но не и со враќање на имотот.
барем не за оној дел на кој има легално изградени куќи. Во 2019 година, Управниот суд носи пресуда дека спорната денационализација била незаконска и наложува таа да биде поништена. Надлежната комисија ја поништува денационализацијата, но пред таа да стане правосилна, следува нов и можеби најголем апсурд. Државното правобранителство повторно поднесува тужба до Управниот суд и бара да се поништи поништувањето на денационализацијата, за кое самите тие претходно воделе обратна битка. Не ми е јасно зашто прво тие првично бараат да се поништи, а сега го обжалуваат тоа решение. Значи тоа треба да се праша државното правобранителство, дали се тие во сервиз на народот или народот е во сервиз на државава. Не знам. 360 степени доби увид во последниот предмет во Управниот суд, кој за жителите е неразбирлив. Според тоа што го прочитавме, наводите на државното правобранителство во последната тужба биле контрадикторни и за судот. Поради тоа, судот ја одбил последната тужба на државното правобранителство како неоснована. На одлуката на Управниот суд, сепак државното правобранителство има право на жалба до Висшиот управен суд. Неофицијално се очекува државното правобранителство да искористи таа можност. Упорноста на правобранителството да собори одлука за која се бореле да биде донесена, предизвикува уште поголемо чудење кај засегнатите жители. Таа постапка, управната, да стане правосилно решение за поништување, што го донесе комисијата од кисела вода, ни зависи сите судски спорови до сега со Сабедин Сали. Ако тоа решение падне денационализација, сите негови судски тужби паѓаат. Меѓутоа, што прави државниот правобранител? Уште продолжува. Ние сме тука немокни. Кој е надзорот над нив? Значи, они се може да ми напишат и тоа да помине. Значи, и за вас, и за секого. Значи, се напиши се и тоа ќе си помине гладко. 360 степени се обрати до државното правобранителство со 3 прашања. Зошто државното правобранителство поднело тужба против решението што всушност е во нивна полза? Како го коментираат фактот што и Управниот суд им ја прогласи последната тужба за неоснована и дали е точно дека продолжуваат да се жалат и до Висшиот управен суд? Одговорот го пренесуваме интегрално. Ве известуваме дека тужбата државното правобранителство ја поднело од причина што сметало дека при водење на постапката од страна на првостепениот орган неправилно и нецелосно била утврдена фактичката состојба. Во врска со второто и третото прашање, напоменуваме дека судските одлуки не се коментираат, а незадоволната страна има право да поднесе жалба против истата доколку е незадоволна од донесената пресуда и доколку смета дека судот не ги ценел целосно наводите истакнати во тужбата. Бидејќи во одговорот нема детали која фактичка состојба не била правилно утврдена од Комисијата за денационализација, побаравме до објаснување од државниот правобранител. Еве го одговорот што го добивме. Остануваме на тоа дека првостепениот орган до крај и во повторената постапка при носење на новото решение целосно не ја утврдил фактичката состојба. Објаснување зошто нема. Ова нашите го помина во Грција. Мислам, нашите родители, моите и неговите. Меѓутоа ги избркаа, да речеме, за 2-3 дена и си дојдоа, си створија нов живот. Меѓутоа, ова е многу полошо. Многу полошо, зашто ова државата на своите граѓани да го прави, ова е незамисливо. Сега, поред споровиве, сваќам зашто младиве се напуштаат држава, пошто не се осеќаат сигурни во неа. Заради тоа што ни правна држава функционира, ни ред, ни поредок. Нема ништо во држава што е на цврсти нозе. Си сакаме држава, си плаќаме даноци, сме примерни граѓани, ама држава изгледа ги казнува примерниве граѓани. 360 степени се обрати до надлежната комисија за денационализација. Како воопшто првично денационализирале имот без да ги имаат предвид куќите над него, но не добивме одговор. Уште пред 10 години извршната власт се пофали дека денационализацијата во прв степен е успешно завршена. Но ваквите примери се доказ дека во Северна Македонија има ризик преку ноќ да станете кираџија во домот, што законски го поседувате.